Еден жител на Њујорк признал дека планирал да изврши смртоносен напад за време на минатогодишната прослава за Нова година, инспириран од Исламската држава, соопшти од американското обвинителство. Човекот именуван како Емануел Лачман признал дека правил завера да обезбеди материјална поддршка на Исламската држава и се соочува со казна затвор од 20 години. Пресудата ќе биде изречена во ноември. Во декември минатата година, Лачман контактирал со Абу Иса Ал Амрики, член на ИСИС во Сирија, откако прочитал онлайн приречник за тоа како да изврши напад врз неверниците, изјави обвинителот. Ал Амрики, кој загинал во напад со дрон годинава, му дал инструкции на Лачман во име на Исламската држава да убива цивили за време на новогодишната прослава. Лачман, еден прикриен федерален агент, на 29 декември 2015 купиле мачети, ножеви, маски за скијање и други материјали при подготовката на нападот. Сепак, Лачман бил уапсен ден потоа, откако снимил видео во кое се колне на верност кон Исламската држава и ветува дека ќе пролее крвта на неверниците. Нова несреќа на ролер костер во која има повредени деца, што се случува во американските забавни паркови за само една недела. Едно дете било повредено и веднаш пренесено во болница во Питсбург при возење на ролер костер во паркот Идлвајлд. Според извештаите на медиумите, детето паднало од тобоганот, за кој официјални лица соопштија дека ќе го затворат додека не биде извршена детална истрага за причините на несреќата. Според правилата на паркот, децата мора да бидат високи 1 метар за да се возат на ролер костерот, а тие пониски од 1 метар и 20 сантиметри мора да бидат во придружба на возрасен. Паркот бил изграден во 1938 година, но поминал на инспекција на 6 август. Оваа несреќа е последната во серијата, во која 10-годишно момче почина во неделата поради повреда на вратот добиена додека се возело на највисокиот воден тобоган во светот, што се наоѓа во Канзас Сити. Ден потоа, 3 девојчиња на возраст од 6, 10 и 16 години беа итно пренесени во болница откако паднаа од височина од 9 метри, кога корпата во која што се возеле се превртила на панаѓурот во Гринвил во Тенеси. 21 лице загинало, а 5 други биле повредени во експлозија на цевка со врела пареа во една електрана во Кина. Сите зафатени со експлозијата биле работници во објектот. Несреќата што се случила во електраната во Дангјанг Сити, што се наоѓа во централната провинција Хубеи, причинила голема материјална штета. Експлозијата се случила на една цевка низ која минувала пареа под висок притисок, а силината била толкава што целосно ја уништила работилницата што се наоѓа во близина, го пробила таванот, ги разнела прозорците и ја претворила во парчиња целата опрема во околината, соопштија властите. За сега причините за експлозијата не се познати. Протести распространети низ цела Боливија, во кои учествувале стотици рудари, излегле од контрола и се претвориле во насилен судир со полицијата. За време на инцидентите имало повредени на двете страни, додека одреден број полицајци биле земени како заложници. По ескалацијата на протестот биле распоредени околу 1250 полицајци. Официјалните извешти известуваат за 7 повредени, но некои медиуми јавуваат за најмалку 70 повредени полициски службеници. Припадници на специјалната полиција и на војската биле распоредени на неколку локации ширум земјата. Во градот Сутиколо, безбедносните сили употребиле солзавет за да ги потиснат демонстрантите од блокираните патишта, пошто тие се повлекле на блискиот рид од каде почнале да фрлаат камења кон полицијата. Најнасилни протести имало во Ла Пас, каде што демонстрантите жестоко ја нападнале полицијата, ги блокирале улиците со трактори и запреле возило на брзата помош кое што пренесувало повреден полицаец. Националната федерација на рударски кооперативи Фенкомин, која порано беше силен поддржувач на претседателот Ево Моралес, одлучи да влезе во штрајк на неодредено време, откако пропадна неколку месечните преговори. Од федерацијата го обвинуваат Моралес дека спроведува неолиберална економска агенда во една од најсиромашните јужноамерикански држави. Фенкомин бара исполнување на 10 барања, меѓу кои најголеми проблеми предизвикуваат трансформацијата на рударските кооперативи во бизнис услуги, со што рударите би добиле работнички права што во моментов не ги имаат.